добро утро, официјално те имаме на линија. Претпоставуваме дека баш уметноста кај овие момчиња, девојчиња е израз или потреба што треба да бидат вистински разбрани. Убаво спомена Ивана околу генералите, па еве соодветен начин да ги поканиме сите. Добро утро од целата екипа и редакција на Утринска. Добро утро. Добро утро до вас и добро утро и добар ден за сите оние кои што не следат моментот. Извинувам само слабовесно. Да, а и ние не те слушаме нешто многу сјајно. Верувам дека ќе се поправи тонот во продолжение, за да може да се разбереме онака како што треба. Тоа е нашата цел, за да може да ги дознаеме деталите за изложбата. Јас споменав, Маја, дека учествуваат деца од повеќе училишта, но за деталите кои училишта, како всушност се организираше ова цртање или учество и при тоа колку од сликите, од оние кои што се изработени, ќе може да се видат на оваа изложба и се разбира детали за изложбата каде, во колку часот и за сите оние кои што сакаат да дојдат. Да, пред да кажам дека работилниците ги реализиравме минатиот месец, во кој што беа вклучени повеќе училишта. Станува збор за инклузивен проект, во кој што се вклучени како деца со потребност, така и деца со редовна настава. Станува збор за училиштето Климент Охридски од Гачево, Мирена Ѓерѓиева Дуња од Кисела вода, Исмаил Кемали, потоа невладината организација која се третира деца со попреченост и инклузиверки, се разбира училиштето за деца со попреченост Свети Наум Охридски. За да ја стекнат оваа вештина, графика, односно монотипија, беше подпомогнато од професорот Бурхан Охридски, кој е професор на факултетот Свети Климент Охридски, нормално со неговите студенти кои што беа во улога на ментори. Така да децата добија ретка и неповторлива можност да научат како да работат една ваква графичка техника која што се погоди вистина доста едноставна за сите лица. Проектот е посветен, како што напоменавте, за подигање на свеста на аутизмот. Ќе го реализираме утре во системот, кога што беа и самите работилници. Во 11 часот, па сите оние кои имаат време и можност да го видат детскиот труд, поведете, тука сме. Супер. Маја, претпоставам дека некој пат сме почувствувале секој од нас дека подобро ја чувствуваат суштината за светот отколку нас. И претпоставам дека некој пат вакви креативни дела знаат вистински да не изненадат, особено и со нивната креативност и изразување. Знаете како кога се организираат такви работилници, многу е важно да им се даде добри наступи на децата. Така да често пати да бидам искрена, децата во текот образовниот процес, ова важи буквално за сите, немаат прилика да учат, например, може да учат теорија графика, но немаат прилика директно да се втурнат во креативниот процес. Па, оттаму, кои ќе се дадат добри наступи, самите тие се изненадени од како изгледа финалниот продукт, односно изработената графика. Кој ќе влезете на изложба, или ако го погледнете каталогот, вие не знаете кој е дете со попреченост од редовната настава, што е токму и тоа е пораката од овој проект, дека секој дете е талентирано и гениално на свој начин. Нас е само да ги извлечеме тој креативен потенцијал од нив. Така, и онако што исто така можеме во контекст на ова наша тема или утринско будење најава на оваа изложба да го кажеме, и дека ова не е единствен проект кој што се организира и кој што има своја цел и значење. Впрочем, сме биле сведоци на минати проекти кои што се организираат на сличен начин, ако зборуваме за изложби и на она кое што е важно да се постигне, тоа е да се допре до оние кои што се нели дел од изложбата, но и од оние кои што ги гледаат делата. Ќе се навратиме еве во една минута можеби на она кое што се правеше и во изминатиот период. Во текот на годината како едукатор и можам да кажам дека се реализираат голем број на работилници проекти од широк карактер, од широк спектар, така што покрај стојат вештини, ликовни техники, тие вистина на еден доста интересен и забавен начин
си го поминуваат квалитетно времето во галерија и морам да кажам дека токму е тоа, зашто само на таков начин ние создаваме публика во културата. За жал, линијата од самиот старт беше малку покомплексна. Се надам дека барем нешто и се обидовте да слушнете, бидејќи јас и Ивана некако малку повеќе се потрудивме, меѓутоа ќе ги заблагодариме секако на Маја за учеството. Маја, само да повторно си тука. Да, повели Маја. Да, претпоставам дека ова нема да биде само една символична поддршка од нас и како заедница, ами ќе кажеме дека вистинска инклузија, така што ќе ги поканиме сите Мајеве уште еднаш за сам крај на твоето вклучување да појдат и да уживаат на некој начин и одбележувајќи го всушност моментот за подигнување на свеста токму за лицата со аутизам, зашто и често пати сме говореле во утринската. Ќе подсетиме Чифте Амам 31 март или утре во 11 часот ќе биде отворена оваа изложба, а ќе може да се посети до 5 април. Верувам доволно време и можност за сите оние кои што се заинтересирани и да одат да ги видат овие импресивни дела во кои што навистина се потрудија учениците од училиштата кои што ги споменавме. Маја, благодариме за ова вклучување, верувам добро се слушнавме за да го пренесеме она кое што беше наша цел утрава. И благодарам на вас за вниманието, со одвоите во вашата програма, овие со списано одговорни проекти, се надевам дека на ваков начин, барем за момент, можеме да ја подигаме свеста и да развиваме емпатијата и кон други. А тоа се една наденост.